Ниче Димовски Македон. Најголемата вистинска тајна на светот. Издавач Ниче Димовски. Физичката страна на Богочовекот. Телото. Иако знам дека нашето тело е минливо, слично на нежната пена во водата, сеедно повторно се молам за долгиот живот бесконечно да се продолжи. Отомо Јакамоти. Човековиот организам како единка на живиот свет представува еден совршен склоп на повеќе делови од органска природа. Тој е машина создадена од природата или од неговиот творец, без разлика како го нарекуваме. Совршеноста на човекот најдобро може да се спореди со работата на идеална машина која работи безпрекорно и свесно се приспособува на сите новонастанати ситуации. Секогаш подготвено да одговори на секој предизвик што е поставен пред него, телото е задолжено да ги прифаќа сите информации од околината. Во овој момент, додека го слушате ова, во вашето тело постојано се одвива регенерација на клетките, едни се создаваат, а другите исчезнуваат. Овој процес представува еден затворен, бесконечен циклус. Например, додека ги слушате овие редови, 5 главни сетила се активни за да го меморираат сето ова што ќе го слушнете, она што ќе го видите, почувствувате. Сето тоа е потпомогнато од голем број рецептори. Без разлика дали седите или лежите, вие сте допрени некаде со дел од телото. Сите овие милиони информации, секоја секунда му се доставуваат на мозокот и секоја новонастаната промена е регистрирана од некој сензор. Вашите очи меморираат над 50.000 слики во секои 24 часа. Нивните рецептори во моментов ни овозможуваат да уживате во сите убави бои што ви ги нуди природата. Ушите имаат по 12.000 влакненца, сензори вградени во секое уво, благодарение на кои можете да ги регистрирате сите звуци што вашиот мозок ги превзема на чување. Тој ги употребува за да прави споредба меѓу различни звуци и ги усовршува за понатамошно поедноставување. Вие сега дишете. Вашите бели дробови го апсорбираат кислородот од средината во која што се наоѓате. Вашата кожа исто така дише и представува филтер што ги исфрла отровите. Преку неа жлездите исфрлаат 600 до 900 грама пот дневно. Вашето срце и сега ја пумпа крвта, како што тоа постојано го работи безпрекорно, дури и кога не мислите на него. Но тоа не заборава да направи 36 милиони отчукувања секоја година и да испумпа 2 милиони литри крв. Ова е огромна вибрирачка сила што вие не ја чувствувате. Што и да помислите сега, се сведува на еден збор – совршенство. Човековите органи, иако стареат, тие постојано се обновуваат и телото никогаш не е истото од пред една година. Следејќи ја оваа логика, се гледа дека телото не е тоа кое одлучува да старее до изнемоштеност и смрт, туку ние сме тие кои управуваат со него и затоа запомнете. Ние му испраќаме пораки. Секогаш кога пораките што ги испраќаме кон телото се јасни, тоа ќе реагира. Стравот и тромоста се значајни фактори за старењето на телото. Кога ќе ги совладаме нив, ќе имаме контрола над себе си и над своето тело. И човекот може свесно самиот да влијае на промената. Со малку труд, тој може да добие многу и тоа со помош на својата моќ да се самоизлекува преку автосугестија. Ако досега не сте го вреднувале ова богатство, вината не е ваша. Може би и не сте знаеле како да го ползувате тоа или може би не сте имале доволно време за себе. Организмот е создаден за во него непрекинато да има резерви на енергија. Овие резерви ќе ни помогнат кога сме во тешка ситуација или доколку се разболиме. Нашето тело живее во симбиозен однос со околу 200 различни бактерии кои се под постојана контрола на нашиот организам. Телото е совршена фармацевтска фабрика и ги произведува сите лекови потребни за негово лечење. Тоа има своји законитости и совршено функционира додека се потпира на нив.
Тие законитости не може да бидат нарушени од никој друг освен од самиот човек. Телото не е само она што го гледаме. Во него постои огромна енергија што може да ја користиме за себе, но и да научиме како да ја даваме на другите околу нас. Најголема одговорност што е поставена пред нас е да разбереме како точно функционира оваа софистицирана машина. Потребно е да научиме се во врска со него, со цел што поголемо искористување на потенцијалот што го поседуваме. Секоја вибрација е енергија. Се во просторот вибрира и се движи, нешто побрзо, а нешто побавно. Телото вибрира се додека е живо. Тоа представува згусната енергија што постојано претрпува промени од вибрациите. Некои клетки живеат и се делат дури неколку месеци по смртта на човекот, поттикнати од нагонот за опстанок. Такви се клетките од ноктите и од косата. Мора да се запомни тоа дека сите болести водат потекло од недостаток на енергија. Онаму каде што недостасува енергија, се таложат отрови и тие создаваат уште поголем застој на енергијата. Како резултат на тоа се појавуваат секакви болести. Затоа е важно секогаш да бидеме исполнети со позитивна енергија и секогаш да им приоѓаме на нештата со позитивен став. На тој начин ќе се доведеме до ниво да бидеме смирени, здрави и витални, а со тоа успехот на секое поле од животот ќе биде неминовен. Здравје болести. Место лекови, подобро гладувај ден 2. Плутарх. Зборот болест подразбира телесно или духовно страдање. Болката мора да постои и таа е неопходна за да ја одврати единката од смртта. Болката е еден вид заштитен механизам на организмот, која што постои за да го предупреди човекот од опасноста на заболувањето и да му ги предочи вистинските убавини на здравиот живот. На тој начин би требало да направи споредба помеѓу болеста и здравието, за да се поттикне себе си да посвети поголемо внимание на сопственото физичко и психичко здравје. Човекот несвесно самиот повикува 80% од болестите што му се случуваат. Тие се на психосоматска основа и се предизвикани од негативни записи на неговата лента на меморија. Психосоматски значи дека мозокот е предизвикувачот на болеста во телото. Тоа се случува затоа што банката на податоци е преполна со негативни записи. Кога таа ќе се исчисти од негативните записи, веќе не може да предизвикува психосоматски болести. Човекот не е создаден да биде болен, тој само се оддалечува од природата и затоа се разболува. Стравот, сомнежот, завидливоста, неспокојството, гневот и сето она што се наоѓа на спротивната страна на позитивните чувства, ги растревожува клетките и тие по пат на стрес го шокираат нервниот систем. Тоа е начинот на кој се создаваат психосоматските болести. Доколку ја научите техниката за ослободување од злото во умот, болестите веќе никогаш нема да навраќаат кај вас. Но ако продолжите деструктивно да размислувате за сите настани што биле предизвикани од злото, болеста ќе се врати. Например, ако некој имал проблем со одреден орган и тој бил отстранет со хируршка интервенција, по неколку години болеста може да се врати и да нападне друг орган. Како со тоа да се бориме? Најважни во тој случај се волјата и знаењето. Волјата сопствениот живот да се промени на подобро и знаењето како тоа да се постигне. Кацуџо Ниши. Ова е докажано во многу случаи. Еве еден од нив. На една жена и се случиле 3 операции за 10 години. Сите тие операции биле последица на омраза кон своји блиски роднини и биле предизвикани на психосоматска основа. Како последица на нив и биле отстранети жолчката, матката и едната дојка. За разлика од неа, незиниот сопруг никогаш не се разболувал и покрај тоа што секојдневно консумирале иста храна, но тој никогаш не се расправал со семејството и пријателите. Болестите постојано ја напаѓале се додека не било објаснето дека причините за тоа потекнуваат од психосоматска природа, а последицата лежи во расправиите со незините блиски. Од тогаш незиното здравје се подобрило. Впрочем, и македонецот Хипократ кажал:
Оздравувањето е прашање на времето, но понекогаш и на можноста. Поттикнати од неговите размислувања за болестите кај човекот, подоцна многу метафизичари, свесно и несвесно, се занимавале со истото, знаејќи дека причината за болестите почесто има ментална позадина. Секоја болест што има ментална причина може лесно да ја отстраниме од нашата подсвест и да ја излечиме. Тоа многу едноставно може да се случи со простување на сите кои ни сториле зло и преку простување на самиот себе. Не треба да дозволиме отровните емоции да ги запишеме повторно во подсвеста преку лентата на меморија. Ако го допуштиме тоа, болестите повторно ќе се вратат и ќе го уништат нашето физичко здравје. Болеста е природна работа, но не може да се каже дека е нормална ако се земе предвид фактот дека речиси секоја болест е потпомогната од нашата психа. Здравјето не е нешто што доаѓа само по себе, туку е отсуство на болеста. За да нема болест, треба да се ослободиме од негативната енергија што ни ја наметнуваат стравот, завидливоста, злобата, критиката и се останато. Луѓето говорат најчесто за своите проблеми, но ретко за своите чувства. Некои ниту пред самите себе не зборуваат за нив, без да бидат свесни дека е потребно редовно чистење и отфрлање на сите записи кои емотивно ги трујат. Од сето ова, доаѓаме до еден чуден факт кој вели дека болести речиси не постојат, освен физички недостатоци, нанесување повреди на делови од телото. Сите болести ние самите ги создаваме преку мислите, а дел и преку лошата исхрана и физичката неактивност. Многу болести најпрвин започнуваат во умот. Таквата состојба на умот предизвикува реакција во телото, еквивалентна на чувствата предизвикани од мислите. Доколку премногу размислувате за нешто, а притоа сте упорни и сето тоа е проследено со страв, вие во организмот ќе иницирате создавање на нешто со што никогаш не сте имале физички контакт. За да не ја зголемувате болеста, секогаш наметнете чувства на здравје, сила и виталност, па вашето тело ќе одговори во согласност со чувството на кое се фокусирате. Сепак, не плашете се. Создателот или природата вградил илјадници заштитни сензори во нашето тело и го довел до совршенство, единствено за тоа да биде здраво и да не предупреди доколку нешто му недостасува. Телото тоа го прави инстинктивно и затоа не може да јадете постојано иста храна. Понекога се случува организмот да покаже толкава издржливост и самиот да се излекува, зашто науката и медицината и немаат одговор. Тие тоа го нарекуваат медицински феномен. Секој човек е создаден со здрав организам и сите луѓе на овој свет доаѓаат со вградени заштитни сили, со мали исклучоци. Тие заштитни сили се имунитет, регулација, регенерација, опоравување и усовршување на самиот себе. Кога се поседува духовна сила, која што се учи, човекот навлегува во хармонија помеѓу духот и телото и прави една толку силна врска, па веќе заборава за стресот. Со тоа го зајакнува нервниот систем, кој е прва мета на стресот. Секогаш кога човекот е духовно сигурен во себе, односно смирен и исполнет со волја, надеж, љубов и среќа, болестите бегаат од него. Тоа е така затоа што тој знае како да го прифати и да го надмине секој судбински предизвик. Изненадува тоа што медицината не го проучува здравиот човек. Медицината ги испитува последиците од причината за болеста, но никогаш последиците од причината за здравието. Затоа никаде не се вршат испитувања на здрави луѓе. Медицината ја лечи болеста, а не му помага на човекот да ги разбуди силите на самоизлекување што ни се дадени за да може да си помогнеме пред да се разболиме. Таа настојува со лекови да ја потисне и да ја избрише болката и успева во тоа, но само привремено. Доколку болеста е заснована на психосоматска основа, таа секогаш одново се враќа. Понекогаш се случува пациентот да се стимулира со лекови кои се контрапродуктивни. Никогаш не заспивајте со емоционален немир кој што некој ви го упатил тој ден или пак вие сами сте си го наметнале. Секоја сугестивна информација што подсвеста ќе ја прифати, ќе донесе плод и тоа каков што сте посакале.
Најдобро време за лекување е пред да се разболиме. Не постои енергија што може да создаде болест. Енергијата создава само здравие, а недостатокот од енергија може да создаде болест. Кога нема активност, се намалува вибрирачката енергија и отровите потешко се чистат од клетките. На кое било животно да му дадете течност, излачена од потните жлезди, тоа ќе умре, бидејќи сте му дале отров. Тоа покажува колку е корисно потењето за нас. Затоа е потребно да бидете физички активни. Вежба. Наутро, усната празнина најпрво треба да се исчисти со една лажичка маслиново, пченкарно или сончогледово масло. Тоа се прави на тој начин што маслото треба да се жабурка во устата од 1 до 3 минути. Потоа, треба да се плукне течноста и да се измие устата со паста за заби. Сите бактерии што се размножуваат во устата во текот на ноќта се апсорбираат во маслото, се исфрлаат и не се внесуваат во телото. Овој експеримент е правен во Русија и со него е постигнат ефект за подолго здравје и за подолг живот на многу едноставен начин. Секој човек би требало да ги намали доколку е возможно целосно да ги избегнува алкохолот, кафето и цигарите. Од повеќето пороци, овие се најчести кај современиот човек. Самоизлекување и биоенергија. Универзалната интелигенција го создала човекот да биде совршено живо суштество и никако не заборавила да му го даде правото да ја поседува моќта за самоизлекување од речиси сите болести што ќе го нападнат. Честопати се случува некоја обична главоболка или болка предизвикана од умор и стрес да исчезне само ако преспиете. Истото тоа може да го направите и со неколку минутна медитација, психолошки делувајќи на вашата подсвест со автосугестија и со молитва. Рацете на човекот се благодет за самоизлекување и за лекување на другите луѓе. Токму затоа, основоположниците на религиите ги лекувале болните со помош на дланките. Рацете всушност се вториот најраспространет лек по мислите. Во многу религии верниците ги спојуваат рацете кога се молат. Многу луѓе тоа го прават и пред да започнат да јадат. Со спојување на дланките се регулираат енергиите во телото и таму се концентрираат. По само 3 минути таа енергија може да се употреби за лечење на некое болно место во телото. Доколку дланките се држат подолго од 30 минути, во нив се концентрира големо количество енергија и таа може да се пренесе на други луѓе. Тоа представува биоенергија, произведена со помош на ензимите во телото. Ова го може секој човек без исклучок. При слабо осветлување, ако ја ставите раката на сива подлога и се загледате во неа, ќе можете да го видите енергетското поле предизвикано од 30-минутното држење на споените дланки. Низ дланките поминуваат енергетски меридијани кои што завршуваат во прстите. Тие се најактивните точки кои што имаат моќ да примаат и да даваат енергија. Овие точки создаваат меѓусебна енергетска врска и со тоа може да концентрираат енергија, но и да емитираат на останатите органи. Всушност, ова е причината зошто раката инстинктивно ја ставате на местата каде што ќе почувствувате болка. Кога имате потреба од енергија или имате некаква болка во телото, потребно е да ги споите рацете и така да ги држите 2 до 3 минути. Потоа енергијата од рацете да ја насочите кон одредено место од вашето тело каде што чувствувате болка. Ова насочување на чиста енергија ќе врати вашата енергија внатре во телото и ќе доведе до хармонија меѓу умот и телото. За полесен трансфер на енергијата од врвовите на прстите на раката потребно е 3 прста, показалецот, средниот и домалиот прст да се постават на одредено енергетско поле и да се држат 1 до 2 минути. Овде е важно да се внимава и на дишењето, бидејќи воздухот е исполнет со квантни честички кои ние ги вдишуваме, а потоа ги насочуваме во телото, со што ќе го забрзаме протокот на енергија и ќе придонесеме за побрзо ослободување на отровите од клетките и од органите.
Ако испитувањето за спонтаното подредување на фотоните во вакуумска цевка со ДНК се случува на точно опишаниот начин, како во примерот со насловот енергија, тогаш повеќе од јасно е што се случува со нивното свесно насочување, предизвикано со помош на невропептидите преку визуелизација. Со визуелизацијата, квантните честички ги принудуваме да го прават она што ние свесно го бараме од нив, без разлика за што го користиме тоа. Физичка активност. Тие што мислат дека немаат време за физички вежби, порано или подоцна, ќе мораат да најдат време за боледување. Едвард Станли. Физичката активност е најзначајна за телесното здравје. Дури да сте под стрес или да јадете мрсна храна, физичката активност до некаде ќе ве ослободи од отровите. Брзината на исфрлањето на отрови од организмот зависи од количината на внесените штетни материи и од вложувањето физички напор. Ако постојано седите пред телевизор или пред компјутер и се полните со негативни мисли, колку повеќе сте негативни, толку повеќе ќе расте и вашата негативност. Тоа ќе ве принудува постојано да јадете нешто за да ја смирите нервозата. Ако излезете да прошетате ослободени од сите негативни мисли, и ако ја наблюдувате околината без никакви внатрешни или надворешни коментари и доколку побарате љубов во природата на вашето обкружување, секој атом ќе го почувствува тоа и ќе се зголеми вибрацијата во телото. Ова е полнење со енергија. Токму затоа, секаде во светот постои еден ден во неделата за одмор, за да се посвети внимание на себе си и да се акумулира енергија. Ова природата го регулирала со денот и ноќта. Да не постоеше ноќта, многу луѓе ќе умираа од претерана физичка и психичка активност, не знаејќи колку им е доволно. Доколку човек не спие 9 дена, истоштеноста ќе предизвика мозочен излив. Природата го довела човекот до совршенство и доколку се почитуваат незините закони, нема да постои сила што ќе може да му наштети. Човекот си поставува лажни цели, запоставувајќи се сами од себе си, и затоа во првата половина од животот го губи здравието додека заслепено гледа во иднината, а во втората половина се бори да го сочува она што останало, каејќи се за минатото. Дури тогаш се надева дека ќе живее, но никогаш не живее, бидејќи постојано е растегнат од секојдневието. Под изговор дека е во трка со времето, тој не создава навика за дисциплинирано учење и не вложува физички напор ни упорност за да биде постојано здрав. Дури кога ќе остари и ќе погледне во минатото, ќе свати дека иако добил речиси се, го изгубил здравието, па и она малку што му останало му бега како птица во лет. Но никогаш не е доцна да се задржи здравието, па дури да се поврати виталноста на телото. Секогаш кога организмот физички се раздвижува, во него се активираат повеќе енергетски текови и тогаш сите клетки се поактивни. Телото подобро ги прима хранливите материи, побрзо ги исфрла отровите, полесно ја вари храната и ја менува целата хемија во организмот со што се забавува процесот на старењето. Постојат безброј вежби што човекот може да ги прави за да ја зголеми физичката активност. За да се постигнат резултати, препорачливо е вежбите да се изведуваат во точно определено време, за телото да може да се навикне и да го соедини психичкото во вас со физичкото. Постојат безброј начини и спортови преку кои што може да се биде активен и да се надгради мускулната маса, која ќе ве држи во добра физичка кондиција и по 40-та година. По 40-та година се нарушува рамнотежата на енергетските полиња во телото на човекот, поради што започнува процесот на старење. Енергетските полиња кај човекот се како отворена школка. Колку таа школка е отворена, зависи од тоа на кое ниво се наоѓа човекот, поточно дали е преокупиран со позитивни или со негативни мисли. Како што поминува 40-та година, школката постепено се затвора и прима се помалку енергија, а со тоа се забавуваат процесите за кои што таа е наменета.
Секое енергетско поле е центар што е задолжен за точно одреден дел од телото. Кога човек има проблем со некој орган, тоа е знак дека во делот во тоа енергетско поле постои забавување на невидливата животна енергија што циркулира во телото. За само неколку недели, нашите мускулни ткива атрофираат, доколку долго време седиме или сме неподвижни. При вакви состојби потребно е да се предизвикуваат контракции на мускулните групи за мускулите да останат активни и да се забави процесот на атрофија. Пешачењето е најлесниот и наједноставен начин за одржување на физичката кондиција. Воедно, тоа е и многу подобар метод од трчањето, кој може да предизвика повреди на зглобовите или набивање кај повозрасните луѓе. Искористете го секој слободен момент за шетање на чист воздух, за прошетка до најблиското планинско место и тоа ќе ве направи среќни. Не трошете го времето на работи од минатото и на негативни мисли кои што се надвор од вашата контрола. Вложете ја енергијата во позитивната стварност. Исхрана и течности. Храната може да биде ваш лек или ваш отров. Снежана Апостолова. Основните нешта што се потребни за здраво тело се правилна исхрана, физичка активност, хигиена и релаксација. Исхраната е најважниот елемент од сите останати фактори за здравието на човекот. Во денешно време исхраната е катастрофална. Современата исхрана се состои од мртва храна, полна со маснотии и преработена со хемикалии, конзерванси и адитиви. Со оваа брза храна човекот го задоволува апетитот така што само го полни желудникот, не водејќи грижа што внесува во него. Тој јаде големи количини месо, што е и основниот продукт во рестораните за брза храна на секаде низ светот. Месото, поточно протеините содржани во него и во млекото, доколку се консумираат во големи количини, се една од неколкуте причини за заболување од современата болест ракот, како и за срцевите заболувања. Сите месојадци имаат пократки црева од човекот и затоа немаат проблеми поради јадењето месо, а тоа не е случај со човекот. Прекомерното консумирање месо кај човекот може да предизвика наталожување на токсини во цревата, а тоа предизвикува преоптоварување на бубрезите и доаѓа до нивно оштетување. Исто така, тоа создава болести како што се гихт, воспалителен ревматизам, артритис и рак. Распаднатите материи од месото, кои што се отровни, се таложат меѓу ресичките во дебелото црево, каде што се создава црн талог. Овие болести се јавуваат кај луѓето во поодминати години. Динамиката што ни е наметната од современото живење не принудува да ја заситиме гладта, не посветувајќи внимание на исхраната. Науката кажува дека ниеден човек не може да се храни со еднолична исхрана, а при тоа да не се појават последици по здравието. За парадоксот да биде поголем, луѓето одвојуваат голем дел од својот буџет за да купат и во себе да внесат отрови со кои што ги трујат органите во телото. На овој начин, ние му правиме огромни проблеми на телото кое на тие удари возвраќа со болести. Издржливоста на телото и на неговите органи е премногу голема и токму затоа поднесува речиси секакво малтретирање од наша страна. Не само што му правиме вакви проблеми на нашето тело, туку и го труеме со антибиотици кога ќе се разболиме. Медицината веќе подолго време алармира дека не знае како да се справи со новите болести. Антибиотиците веќе немаат ефект кај некои болести, туку се нивна подкрепа на штета на телесното здравје. Кај некои болести изгладнувањето многу побрзо ќе го доведе организмот во нормална состојба отколку лековите. Луѓето треба да јадат за да живеат, а не да живеат за да јадат. Пронајдете го здравието во умереноста на храната и јадете само од онаа храна што е неопходно да го одржува телото здраво. Избегнувајте ги трите бели отрови во кујната – шеќер, сол и брашно. Исто така,
Избегнувајте ги адитивите и консумирањето големи количини месо и млеко. Нарушената рамнотежа во нашиот организам е постојано предупредување за недостатокот од одредени видови храна. Например, кога во телото има вишок на белковини, тоа предизвикува потреба за сладки производи, а недостатокот од магнезиум ја поттикнува потребата за чоколадо. Треба да се јаде природно необработена здрава храна, храна која се помалку ја има органски поради загадувањето на околината и на земјата со пестициди. Луѓето за последните 100 години на планетава и нанесоа толку голема штета, колку што не и нанеле за сите години од настанокот на светот. Сепак, се уште може да ја спасиме земјата. Доколку сите се храниме со здрава храна, никој нема да ја стимулира индустријата да ги произведува оние отрови со кои што се храни човештвото. Животот е онаму каде што постои животна енергија. Потребно е храната да се зема директно од природата, затоа што само во таа храна се содржани протеини кои ги активираат ензимите во телото. Се она што расте и што како плод е земено од природата, го храни телото. Тоа се сите житарки, овошјето, зеленчукот не смее да се конзумира загреано над 47 степени. Од млечните производи најпрепорачливо е козјото млеко, кое особено се препорачува за возрастните луѓе, бидејќи само тоа не прави наслаги во дебелото црево. Кога ќе започнете да се храните со овие продукти, повеќе и нема да чувствувате потреба за отровите во кои до вчера уживавте. Кај житарките работите стојат малку поинаку. Тие може да се земаат во природна форма какви што се, но добар дел од нив мора претходно да се потопат во вода за да омекнат и да иницираат создавање органски живот, никулците, кои представуваат еден од највредните видови храна по изобилството со биоактивни материи, а кои директно влијаат на здравјето и животниот век на човекот. Ова правило важи за сите житарки што претходно не се термички обработени. Многу е важно житарките да се јадат до 72 часа по потопувањето во вода, бидејќи тие својот максимум го постигнуваат во тој временски период. Во текот на ртењето доаѓа до трансформација на биоактивните материи, така што се зголемува количеството на лесно сварливи протеини, масти, јаглехидрати, витамини и минерали. Основните составни и хранливи материи, од кои што се изградени никулците, се во таков облик што по влезот во организмот под дејство на ензимите полесно се разградуваат и се апсорбираат во дигестивниот тракт. Растителните никулци имаат голема улога во намалувањето на телесната тежина. Прортеното семе има ниска енергетска вредност, лесно е сварливо, содржи изобилство на ензими што го забрзуваат разлагањето на внесената храна и исфрлањето на штетните продукти од организмот. Исхраната базирана на никулци може да ја спречи појавата на цивилизацијски болести, артериосклероза, срцеви заболувања, нарушување на крвотокот, латентен диабетис, инфективни болести и малигни заболувања. Во исхраната на северно-пакистанскиот народ хунзи, познат по доброто здравје и долгиот животен век, преовладува прортено жито. Секоја храна треба да се џвака до моментот на чувство дека се претворила во течност. На овој начин, со многу помалку храна, постигнуваме поголем ефект. При долгото џвакање се лачи поголемо количество плунка. Таа содржи ензими кои помагаат во разградувањето на храната. Кога храната е добро изџвакана, таа е веќе полусварена во нашата уста. При ваквиот начин на јадење, со помош на ензимите се извлекуваат сите корисни витамини и минерали од храната. Кога оваа полусварена храна ќе стигне во желудникот, потребно е многу пократко време за нејзино потполно разградување. Оваа храна се нарекува вистинско здравје. Јадењето здрава и природна храна е неопходно за секого. Всушност, токму со ваквата храна, нашето тело го одржуваме здраво. Наутро пред појадок
Секој треба да испие барем една чаша чиста вода заради чистење на организмот, потоа да јаде овошје и по 1 час житарки. По житарките може да се конзумира храна по избор, но зеленчукот да биде застапен во тој оброк. Најважно е да се запомни дека овошјето треба да се консумира на празен желудник наутро или 3-4 часа по оброкот. Природната исхрана и здравиот начин на живот го ослободуваат телото од токсични материи со години наталожувани во нашиот организам. Само од жива материја најлесно се создава живот и енергија. Потребно е да се јадат 3 до 5 оброка дневно во помали количини. Кога се јаде само еднаш до 2 пати дневно, телото стравува дека ќе остане со помалку од планираните резерви и токму затоа сите калории од оброкот или од двата оброка ги задржува како резерва. Спротивно на ова, кога истата храна ќе се распореди на повеќе оброци, телото максимално ја користи и го задржува само тоа што му е потребно. Потребно е никогаш да не се јаде помеѓу оброците, се додека организмот добро не огладни. Еве неколку кратки совети околу правилната исхрана. Водата е најважниот фактор за здрав живот и не случајно, таа е еден од 4 основни елементи на земјата. Секој недостаток на вода ја зголемува густината на крвта и го забавува протокот низ крвните садови, а тоа доведува до забавен доток на кислород и храна. Доколку потрае оваа состојба, доаѓа до старење на клетките и до нивно мутирање предизвикано од нагонот за преживување. Тоа е предуслов за размножување на вирусите и бактериите кои ги трошат резервите на здравите клетки во организмот. Таа е потребна за нормално функционирање на органите и клетките за да се исчистат од отровите. Најдобро е кога во телото се внесува природна вода, која е најмногу застапена во свежото овошје, околу 90%. Овошјето е богато со фруктоза која лесно се трансформира во гликоза. Природните сокови се речиси преработена храна која што директно навлегува во ткивата преку клетките, трошејќи минимална енергија за варење, во исто време добивајќи и храна и прочистување на организмот. Соковите од овошјето и зеленчукот треба да се земаат во рок од 30 минути од моментот на цедењето, бидејќи по истекот на тој временски период доаѓа до нагло губење на ензимите и се менува хемискиот состав на молекулите. Чаевите содржат етерични масла, кои што се застапени во поголема или помала количина, зависно од растението. Кантарионот има голем процент на етерично масло. Сите чаеви собрани во природата, далеко од големите загадени градови, се добри за пиење. Медот секогаш треба да се употребува како замена за шеќер и да не се загрева над 47 степени. Медот не го абсорбира калциумот како што тоа го прави шеќерот и не одржува помлади поради аспаратот застапен во него кој што е битна аминокиселина за подмладување на половите жлезди. Медот го зголемува хемоглобинот, ја намалува анемијата, лекува од артритис, неправилен крвоток, настинки, му помага на срцето и помага при несоница. Најдолговечниот човек на светот живеел во Кавказските планини на Азербејџан и имал 166 години. Кога новинарите го прашале која е причината за неговата долговечност, тој им рекол: јадам овошје, зеленчук, домашно сирење, многу малку месо. Никогаш не јадам кога не сум гладен. Пијам само чиста изворска вода. Работам со уживање и никогаш не брзам. Му се радувам на животот и никогаш не им завидувам на другите. Јас сум среќен со она малку што го имам. И кога јадете, и кога пиете, уживајте во тоа што го правите. Секогаш погрижете се вашите емоции да бидат позитивни. Никогаш не јадете со агресивни луѓе. Кога некој има негативни емоции, или пак кога вие сте негативно расположени, со тоа ја менува структурата на кристалите во водата, на храната и течностите што ги консумирате. На тој начин доаѓа до промена на хемискиот состав во вашето тело. Затоа и не е случајно што по еден таков оброк се чувствувате непријатно и лошо.
Секогаш, пред да јадете, променете ги своите мисли или едноставно заблагодарите се за храната што е пред вас. Верувајте дека не е случајно што ова го прават многу народи од различна вероисповед. Се што јадете и пиете, задржете го во усната шуплина за да го почувствувате неговиот вкус и да ја приближите неговата температура до вашата телесна температура. За да го сочувате здравието, отфрлете ги вашите лоши навики, променете го вашиот начин на исхрана, за да уживате во останатиот дел од животот. Ова ќе ви помогне да се подмладите телесно и духовно. Тајната за здравието е во разновидноста на секоја жива храна. Запомнете, сето она што расте, како плод на природата, носи здравје во телото. Започнете да размислувате која природна храна ќе ја додадете во вашето мени. Направете список, набавете ја храната и консумирајте ја во природна форма.